Денес го читам професорот Ѓорѓи Мареновиќ, Лутински вестник, кој цитира на ваш колега кој вели дека ќе има ворени парламентарни избори. Тоа е моја изјава. Ваше? Моја изјава, тоа што коментира Марјановиќ. 100 мртви, уште побави исто тука. Други луѓе велат вака: ќе има парламентарни ворени избори, бидејќи тоа ќе бидат последни овакви избори. Значи, верувате ли дека ќе има ворени парламентарни избори или не? А какви ќе бидат, ќе видиме. Прво, не верувам дека ќе има ворени парламентарни избори, од проста причина што тоа е прилично несериозен потек за секоја држава, кој што ја одзема од демократскиот имидж. Ако има превремени парламентарни избори, тоа значи дека власта премногу застранила, што не е моја размислување, дека таа треба да се симне пред законски утврдениот рок за кој што е изберена. Тоа се 4 години. Зашто мислите дека ќе бидете симнати? Грција, симите се распиша предвремени избори, се победи човекот. Зборуваме во таа насока. Италија исто така. Зборуваме во таа насока во која што би ги потврдиле тврдењата, односно барањата кои што ги има Социјалдемократскиот сојуз. Ќе има избори, па што сака нека биде, крај на свет нека е, мора да има избори. Зборувам за таа димензија. Морам да ви кажам дека согласно моите убедувања, оваа власт, односно чекорите што се превземат, допрва ќе дојдат ефектите. Сега не сакам да правам маркетинг, меѓутоа сигурно дека овие 2 години на реформи тешки кои што ги имаме, ќе имаат свој ефект во наредните 2 години. Па после ќе си ги измериме силите. Ако народот остане незадоволен, нема зашто се задржи оваа гарнитура на власт. Никој по секоја цена. Дали сте ви сигурни дека на едните избори нината власт ќе предадете држава? Или ќе изгубите патен? Ако добијат избори, ќе добијат државата на водење. Ако изгубат, нема да ја добијат државата на водење. Мислите дека нема да ја загубите Македонија патен? Убеден сум дека Македонија нема да ја загубиме. Онаква како што ја примите? Да, тврдам дека се во прашање злонамерни шпекулации, критики кои што одат со не знам каква цел во нарушување на угледот на државата, а доаѓаат од опозицијата. Јас ви уверувам и стојам позади тоа дека не сум спремен да предадам ни еден или да продадам ни еден државен интерес по никоја цена и дека никако нема да бидам, да речеме, човек кој што ќе биде покритие за такво нешто да се случи. Добре, такво нешто до сега не се случило. Бидејќи мислите дека опозицијата е таа што дава сигнали дека државата може да биде продадена, ќе ви кажам да го поздравите вашиот партиски коалиционен партнер Мендух Тачи и партнерите од ДПА во Комисијата за политички систем, кој рекоа дека во парламентот ќе се говори двојазично и тоа до крајот на овој мандат. Значи тоа го кажа они, не јас. Такво нешто нема да се случи. Добре. Еве сега јас да ве разубедам. Колку што знам не се опозиција, бар не се се уште. Па ево јас сега да ви кажам, такво нешто нема да се случи во Македонија. Значи ќе мора или да отстапи ДПА или да отстапите вие, бидејќи тука се нема што да се отстапува. Македонскиот устав е јасен, нема што да отстапиме. Не, тоа ќе мора да остапат тие и да загубат гласачите и своето гласачко. Може ли сега една ваква спекулација која што ќе има спекулација? На факт кој е кажан на собранска комисија. Може ли да ги одведам работите до крај со спекулација во стил во кој што веројатно опозицијата би ги одвела? Веројатно ќе дојде опозицијата на власт која што денеска нели толку многу крева врева и таа ќе го смени уставот. Па го така да кажам, сакаше за 6 години ќе го смениш, ама очигледно не сакам. Па веројатно и оваа гарнитура нема да го смени уставот. Барем ја можам да кажам дека нема да гласам за промена на уставот. Јас говорам за делот на партиципација во власта на ДП. Таква информација нема од ВМРО. Нека има коректност веројатно има. Не го поставило ВМРО да помане тој начин на практицирање на власт туку Социјалдемократскиот сојуз. Во оваа држава веројатно во секоја наредна влада ќе има. Мора да ја потсетам нешто. И вие нешто мора и да имате некаква комуникација со нив. Така, па макар и на албански во парламент. Тоа не. И немојте да инсинуирате, мислам дека е неумесно. Сега нешто да ви кажам, потребувате, ма вие сте паметен човек, брзо ќе ме разберете, не мора пола сад да збори. Вие често говорите за гревовите на СДСМ кој ги направил, но заборавате да кажете дека тој за тие гревови платил со политички порез. Вие ги признавате своите гревови, но ги компарирате со ние на СДСМ. Ќе видат во ред гревовите, тогаш кога ќе платите со политички порез. Тогаш ќе ги изравните сметки. Инаку секој повикување на СДСМ асоцира дека вие треба да ги изгубите изборите. Тоа е страшно лош политички потез, тоа сакам да ви кажам. Морам да ви кажам дека ќе оставиме на народот и на македонската јавност да процени. Убеден сум дека ќе има ефекти за јавноста, за поединецот, за граѓанинот во оваа држава во наредниот период. Ако не биде така, и ние ќе платиме за нашите гревови и тогаш ќе имаме една друга перспектива и други можности за разговор. Така е. Јас прво ви благодарам, 3 минути до 12 што бевте гости на профил.
Благодарам и на вас за поканата во секое време. Добро, еве, тоа беше сат и 10 минути со Филип Петровски, ако не за друго, треба да биде почитано оваа емисија, затоа што сериозно се бореше за своето мислење и јас тоа го почитувам. Другото го оставам на вас. Инаку, Македонија каква ни е, таква е, какви сме, такви сме, не џабе, ние имаме една реченица, ако сакаш душман, нека те го роди мајка ти, не мораш да бидеш душман и подалеку од својата куќа. А во вашите куќи, добра ноќ.